Плутарх пишува дека сосем сигурно се знае дека Александар по потекло од таткова страна бил Хераклид од карнова лоза, а од мајката Ајак од неоптелемова лоза. Олимпијада, како потомок на Ахил, му ја пренела љубовта кон делата на Хомер. Илијадата за Александар имала особена магија. Според собственото признание, освојувајќи ја Мала Азија, тој го довршувал делото кое неговиот предок го почнал во Троја. За време на сите своји походи со себе го носил примерокот на Илијадата со белешките од Аристотел. Леонид, строгиот молошанин, го обучувал детското тело на Александар. Лисимах го описмени. Аристотел се обидел да го формира неговиот карактер и ум. Филип сакал Александар да ја изучува филозофијата, за да не стори грешки од оној вид за кој му било жал што самиот тој ги направи. Физички, Александар бил идеално момче. Бил добар во сите спортови, брз тркач, храбар јавач, сјаен мечувалец, извежбан стрелец, смел ловец. Имал силна страст за учење која со тек на време се зголемувала. Ги сакал сите видови читање и знаењето му представувало вистинско задоволство кога по цел ден на марш или борба, цела ноќ седел и разговарајќи со учените и умните луѓе кои ги понел со себе при неговите освојувања. Александар спаѓа меѓу најголемите војсководци и освојувачи во светската историја, давајќи пример на најголема лична храброст. Секогаш бил на чело на ударната единица, создавајќи самодоверба кај своите борци. Одлуките за секоја акција биле лично негови. За себе го земал најтешкиот дел од секоја битка. Го истражувал теренот, ги подготвувал експедициите. Многумина се воодушевувале на неговата стратегија, односно способноста да ги има секојаш предвид политичките, воените, финансиските и другите моменти при планирањето на војувањето, местото и времето за напад на непријателите. Умрел без да загуби ни една битка. Затоа, додека уште бил жив, го добил епитетот Аникетос, непобедлив. Александар е творец на нов поредок со цивилизацијски вредности. Александровите освојувања ќе го променат ликот на античкиот свет, затоа што до тогашните затворени светови ќе ги спои и ќе воспостави основи за нивно преплетување и мешање. Крајна цел на сите негови освојувања представувало обединувањето на целата екумена во едно царство. Прераната смрт нема да дозволи да ја оствари таа цел. Западното Средноземје останало надвор од неговиот дофат. Меѓутоа, идејата за светско царство или светски систем останала за секогаш поврзана со неговото име. Почнувајќи од Јули Цезар и Данте Алигери, па се до современите глобалисти. Меѓутоа, Александровите наследници, веднаш по неговата смрт, ја напуштиле оваа цел. Никој нема да ја реализира неговата намера за преселување на народи од Азија во Европа и обратно, од Европа во Азија, за да се воспостави општа слога и роднинско пријателство меѓу народите.